Производителите не веруваат дека законот за нефер практики може да го спаси од преработувачите и трговците, кои нивните производи им ги купуваат за цени кои за нив се крајно неисплатливи. Од друга страна, дивењето на малопродажните цени на нив досега не им донело ништо, па не веруваат дека тоа ќе се случи доколку овој закон биде донесен. Јагнешката не сум го продавал како имам разгледано до 250 има стасано, а сега нешто намалено бил нека и кажува 220. Ако ризова тарба се откупува 33 динара, а се продава по 150 на пазарите и по 120 сега го откупуват на лице место правихте 110. Тоа они имат двојно заработувачка. И која тука оштетени се, производителите и конзументите. Вака размислуваат и во иста кожа се останатите производители, кои во најголем процент се заложници на смртоносната спирала од откупувачи, преработувачи и трговци. Истиот став со Министерството го делат и експертите кои сметаат дека бизнис секторот нема потреба од замрзнати цени во услови на пазарна економија. Тие очекуваат во иднина владите да не носат вакви мерки, без да се пресметаат загубите на компаниите. Секако дека има, граѓаните очекуваат мерката гарантирани цени да продолжи да важи, меѓутоа со оглед на тоа дека надлежните спасот го гледаат од поскапувањето во законот за нефер трговски практики, а истиот се уште во собраниска процедура, се очекува благ пораст на цените на основните прехранбени производи. Откако ќе се донесе законот, трговците ќе имаат рок од 6 месеци да склучат нови договори со добавувачите и производителите, така што неизвестноста и високи цени ќе имаме скоро цело лето. После тоа, од септември може да се очекува намалување од 20 до 30%, бидејќи маржата која што во моментов ја наплаќаат трговците достигнува од 30 до 40%. Со новиот закон за нефер трговски практики, истата ќе се ограничи на 10%. Меѓутоа, не треба да заборавиме дека сме во предизборие, така што јас лично очекувам некаков притисок врста трговците да ги намалат цените, затоа што граѓаните, нивните гласачи во моментов не се мотивирани за било кој политичар или политичка партија да го дадат својот глас, ако дома трпезата им е празна. Според Мерсовска, моменталната политичка состојба е многу сензитивна и шансите за ваков обид се мали, иако во светот таа борба постојано трае. Во законот за нефер трговски практики казните се движат од 1000 евра за малите трговци до 20.000 евра за големите. Тоа е, ако се сеќават, истата сума за оние кои што не ја почитуваа мерката за гарантирани цени. Знаем изминатиот период дека и големи познати маркети на ланци не ја почитуваа ваквата мерка, па откако беа затворени неколку дена, веројатно ја научија лекцијата и нема повторно да се обидуваат да го изиграат законот. Јас лично мислам дека треба да има повисоки казни за трговците и дека треба одреден временски период да бидат затворени.